Ицо Најдовски, кандидатот за пратеник на партијата Достоинство, во телефонски разговор ја опишува состојбата кај македонските иселеници во изборната единица во Австралија. Тој вели дека ставањето кандидати од политичките партии ги разединило македонците во диаспората, бидејќи тие очекувале самите да си предложат кандидат кој ќе ги застапува нивните интереси. Пријавувањето, односно имињата и презимињата не се запишани коректно, каде што живеат овде во Австралија, во Камбера, во Мелбурн и на други места, туку се дислоцирани во некои места во Европа, како во Минхен, во Москва и така натаму. Големиот број од организациите кои сме стапиле во контакт за време на кампањата, се повеќе гласно зборуваат дека легитимитетот на кој да е пратеник од четворицата кандидати од Австралија не би бил легален спрема организациите на македонската заедница овде во Австралија. Но дали тоа ќе стане и официјална одлука, односно дали тоа ќе се официјализира од македонската заедница овде во Австралија, останува да видиме во наредните 2 недели додека се изборите на 4 јуни. Инаку тешко се води кампањата овде во Австралија, затоа што легални гласачи имаме само 773, од кои 2 се во Индија, 10 се во Кина, 50 се во Сиднеј, 100 се во Камбера и 600, дури 600 се во Мелбурн. Некои од добрите познавачи на ова изборна кампања тврдат дека и изборите, односно дека пратеникот од Австралија е предвремено избран, односно наместени се изборите. Но тоа дали ќе биде така, сепак уште еднаш ќе кажам, ќе видиме на 4 јуни, кога овие 773 гласачи, од кои реков 12 надвор од Австралија, останатите се Австралија, ќе го дадат гласот за еден од четворицата кандидати, а тоа се кандидатите на ВМРО ДПМН, на партијата Достоинство, на СДСМ и на Обединети за Македонија. Но како што реков, најважно е дека македонската заедница очекуваше кандидатот, односно пратеникот од Австралија да биде независен пратеник, а не партиски пратеник, со што дополнително се доведе до раскол, односно ситнење на македонското тело на македонската заедница во Австралија.